Здраво, добре дојдовте на YouTube каналот Македонско време. Само за гледачите на видеата на YouTube каналот Македонско време се наоѓаме во античкиот град Хераклеја Линкестицка во Битола. Како што гледате, ова е амфитеатар. Античкиот град Хераклеја е изграден во 4 век пред нашата ера од страна на Филип II Македонски. Историчарите ќе речат како важен стратегиски пункт. Филип II Македонски, основач на овој град, таткото на Александар Македонски. Филип II основач на Хераклеја, а со тоа и на Битола. Во овој антички град се живеело од 4 век пред нашата ера, откако изграден, до некаде 6-7 век во нашата ера. Кога овој град бил напуштен и почнал градот да се оформува на север малце од тука, покрај реката Драгор, каде што имало голем број на воденици, и денес Битола се наоѓа на тоа место. Овој град се наоѓал покрај патот Вија Игнација. Стратегиски пат изграден од римјаните, кој ги поврзувал Драч, Солун со Константинопол. Овие антички градови, меѓу кои Хераклеја, може да се нарече чудо. Нешто тука пред повеќе од 2000 години се одржувале театарски представи со публика. Што значи имало луѓе доцирани кои уживале во театарски представи прикажувани тука долу. Овде во гледалиштето се наоѓа ложата за најважните личности од тоа време, кои биле присутни на представите. Ова е природен делкан камен, рачно делкан камен. Ке се качиме на најгорниот дел од гледалиштето. Прочуени се мозаиците кои се наоѓаат подолу и во овој период од годината се покриени со песок со цел да не се оштетат. Сите пронајдени антички градови се на некој начин светски чуда. Така и овој град е светско чудо. Општината и државата имаат доста вложено
во заштита и напредување и промоција на градот, но јас ќе дам неколку идеи таа промоција се прошири. Тука долу се наоѓа рекичката Сива вода, од која овој град се снабдува со вода. Му предлагам на централната и локалната власт покрај рекичката да се изгради кеј со пешачка патека, клупи, чешми за вода. И најважно да се изградат унифицирани објекти за мало стопанство, угостителство, сувенири и слично. Нешто слично како кај манастирскиот комплекс Свети Наум кај Охрид. Значи тука, докаде што е местото на Хераклеја, пред објектот покрај реката, да се изградат тие унифицирани угостителски објекти кои би се издавале на заинтересирани странки и би стопанисувале. А подолу да се изгради колку што може поголем простор за паркирање, за да биде попристапен и попривлечен за посетителите. Предлагам на локалната власт над Хераклеја да се изгради пешачка патека, која ќе поминува од тука по ридот на зоолошката градина и да се поврзи со патот кој води до зоолошката градина, а со тоа исто шеталиштето, корзото, Царата чаршија. Така една важна артерија во градот ќе се комплетира. Значи, таа пешачка патека која би водила по ридот до Хераклеја, да има покрај пешачка и велосипедска патека со клупи за одмор, осветлена со канделабри. Така што доста битолшани, рекреативци би доаѓале пешки над Тумбекафе до над Хераклеја и пешачката патека се спушта тука долу и да се поврзи со патот што е пред Хераклеја. Странските туристи, посебно западните, го посетуваат овој антички град, а туристите од Балканот го посетуваат, но не и премногу, затоа што тие преси заинтересирани се за Старата чаршија, за Корзото, Пелистер, угостителските објекти, црквите, џамиите, а странските туристи од Западна Европа и комплетно од Западот, што ќе речеме ние или политичарите од западната демократија, градот Хераклеја остават на прво место како туристичка дестинација во Битола. Името го носи по богот Херакле и овој дел од Пелагонија, денес познат како битолски дел на Пелагонија, кој во тоа време го носил името Линкестида, населена од народот Линкестиди. Тој антички народ што живее тука и во околината и во цела Македонија, никогаш не бил протеран од Македонија. Никогаш не било етниско чистење извршено на тој антички народ, антички македонски народ. Доаѓале и други народи, кои со теку на време живееле заеднички, склучувале бракови, се мешале бракови, така што денес постоиме ние, денешните македонци. Значи, историчарите, посебно грчките историчари и оние од запад платени од грчките историчари и од грчката држава, кои тврдат дека денешниот македонски народ нема никаква врска со античките македонци, е ноторна лага. Затоа што факт е
кои не можат ни тие да го негираат, дека, како што реков, античките македонци никогаш не биле протерани од тука. Тие останале да живеат тука и до ден денес, и тоа сме ние. Тој факт го пречитуваат, зашто не му одговарат, зашто ние сме директни наследници на античките македонци. Како што реков, античките македонци од никој странски народи што доаѓале тука, словени или други, никогаш не биле протерани од тука. Ние сме директни потомци на античките македонци. Горе се наоѓа селото Буково. Пред нас преку реката Сивавода се наоѓа населбата Буковска населба. Подолу дива населба која е позната како населба Буковски мост. И продолжува рамната Пелагонија. На југ Грција, од Хераклеја на запад. Тоа е планината Баба. Врвот Пелистер не се гледа позади овие дрва, позади овие растенија. Позади сцената постоела голема сценска платформа, сценски објект. Почетокот, кога бил изграден овој амфитеатар, бил користен за гладиаторски борби. Но подосна тоа се прекинало. Со доаѓањето на христијанството тоа било забрането, така што од тогаш овде се прикажувале театарски представи. YouTube каналот Македонско време постои над една година. До сега над 100.000 прегледи имаат видеата на YouTube каналот Македонско време со над 300 субскрајберисти, претплатници.